Добар ден и добре дојдовте во новото издание на контактната трибина Бумбар на телевизија Нова. И денес заедно ќе го избереме настанот на денот од сето она што е интересно, што ни се случува. Вие ќе дадете бела или црна боја на настаните, позитивно или негативно, или бел или црн бумбар. Нема да должам многу, бидејќи сме со малку скратена верзија денес. Веднаш започнуваме со представување на настаните. А тие велат вака: продолжуваат протестите на иницијативата за заедничка Македонија. Во текот на денешниот 58-ми ден од нивниот почеток, граѓаните кои протестираат ќе се упатат кон седиштето на СДСМ. Од оваа партија ќе побараат нови парламентарни избори, на кои избирачите ќе добијат шанса да кажат што мислат за тиранската платформа. Своите позиции веќе ги соопштија и на ВМРО ДПМНЕ. Одиме и кај вториот предлог, а тој вели инвестиции. 300 вработувања ќе овозможи нова американска компанија која влегува во Македонија. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски денес истакна дека компанијата веќе започнала да го средува браунфилд објектот каде ќе биде лоцирана. Станува збор за фабрика во делот на медицинската индустрија. Има континуирани разговори со многу инвеститори. Кризата направи своји проблеми. Веројатно бројот на инвеститори ќе беше поголем, но се уште напорите на владините институции даваат ефект. Сега имаме, освен оние две инвестиции што неодамна ги објавивме, едната во Желино со потенцијални 350 вработувања, и едната во Скопје во рамките на поранешната фабрика Охис со 200 вработувања, значи вкупно 550 вработувања. Има најава, односно веќе донесена одлука и купена опрема за отворање на нова фабрика во делот на медицинската индустрија во општината Кривогаштани. Се работи за инвестиција на американски инвеститори, кои што веќе изнајдува браунфилд објект, значи постоечки објект, го реновираат и адаптираат, ги прибавуваат потребните дозволи, ја набавија опремата, и очекувањата се дека најдосна за 2 месеци од сега, може би и порано, но најдосна за 2 месеци од сега ќе започнат со работа и ќе вработат околу 300 луѓе, 300 директни вработувања. Заедно со преходните 550 што ги спомнав, во преходните 2 месеци тоа се вкупно 850 директни нови работни места во услови на тешка криза, во услови на напори на СДСМ во секој поглед да ја закочи државата, да ја ослабни со цел да се оствари крајната цел на целата оваа криза, а тоа е промена на уставното име по терк на нашиот јужен сосед и се разбира преуредување на државата онака како што некој друг замислил. 240-2002, 240-2005, ќе ве подсетам значи на телефоните и ќе ви кажам дека ви се достапни социјалните мрежи на кои што можете да комуницирате со нас, со телевизија Нова. Добар ден ќе му кажам на нашиот прв гледач. Добар ден. Повелете. За темата, за првата тема Дедолюбе ќе гласа со голем бел бумбар. Да им покажеме на СДСМ дека сме единствени као народ и бараме предвремени општи избори. Уколку не се слагаат, треба народот да бара оваа партија и сите тие што се како неа против државноста Република Македонија од Уставниот суд да бидат избришани од регистарот и без нив може избори. Таквија партии не треба да постојат било која албанска, македонска ваата. Такви партии во светот дури и кривично одговараат, као на пример курдите во Турција и ред други. Ајде се најубаво народе. Се најубаво, првата тема добива од вас бел бумбар. Во моментот гледаме што се случува низ центарот на Скопје. Од владата тргна луѓето кои што протестираат, ќе одат до седиштето на СДСМ каде што ќе побараат нови избори. Тоа е темата 1 за која што добивме бел бумбар, темата 2 нови инвестиции, американска компанија ќе отвори околу 300 работни места. Добар ден. Добар ден, Тања. Повелете. И секој е добро од Господа. Секој е добро и вам. Благодарам. И на целиот македонски народ кој што се наоѓа и чекори по патеката на државноста. За првата тема бел бумбар. Бел бумбар ќе биде? Македонија од СДСМ ќе побара нови избори. Да.
бидејќи во сегашната политичка состојба каде што се наоѓа Република Македонија, најбезболно и најдобро решение се нови парламентарни избори, каде што ќе биде буквално изјавена и испочитувана волјата на народот и новото парламентарно мнозинство ќе го сочинуваат оние кои што народот ги избрал со доверба и искрена предизборна кампања. И бидала и за втората тема Бел Бумбар, меѓутоа знам дека ми следува. Така да поздравувам се и сметам дека новите избори се единствено решение. Секое друго решение ја втурнува Македонија во подлабока криза. Криза без демократско управување и демократијата ја седува на најниско ниво. Затоа нови избори, а после изборите попис. Ви благодарам. Секој е добро, поздрав до вас. Запишан ви е веќе Белиот Бумбар, веќе 6 имаме за темата 1. Добар ден, сите се бели по боја. Добар ден. Добар ден, повелете. Тања Боне од Битол. Боне, зашто се одлучивте вечерва? Голем бумбар за првата тема. За првата, каков по боја? Боне, дали сте тука уште? Тука сум. Како ви е бумбарот, велам? Бумбарот е бел за Бел првата ќе биде, тема. бел. Слушнав бумбар, но не слушнав боја. Добро, запишуваме. Бел бумбар за првата Добро, тема. запишуваме. Ваш коментар? Го поддржувам Дедолюбе, власта, судовите, кај што се регистрираат партиите, да поведи сметка, секој што има и една реченица против државата да не постои, да ја пренаименува, да не ја сака, да се бришат сите партии, па нека се регистрираат поново со нови, како се вика, овие нивните Поддржувачи, програми, веројатно. нивните програми. Со нивните програми. Благодарам, поздрав до вас. 10-тиот Бел Бумбар е ваш. Добивме и еден бел за темата 2, новите инвестиции. Да погледнам накусо што се случува на Facebook. Елена Поповска, Бел Бумбар, тема 2, нови работни места се секогаш добредојдени. Марија Петровска, тема 1, Бел Бумбар, изборите ќе помогнат на Македонија за излез од оваа ситуација. Гордана Стојановска, тема 1, Бел Бумбар. Кристина Велјановска, тема 1, Бел Бумбар, па дајте избори и нека се знае еднаш, нека каже народот што сака. Симона Мирчевска, Бел Бумбар, и за првата и за втората, за заедничка Македонија го нуди единственото решение, а СДСМ мора да се одважи и да излезе пред народот со платформата. Дарко Митрески, ајде нека прифатат избори, па да видиме кој е кој. Бел Бумбар за првата тема. Теодора Трајчевска, тема 1, Бел Бумбар, единствен излез од кризата се нови избори, тоа го знаат и СДС, и ДУИ, и БЕСА, и сите останати, доколку се уверени дека ќе ги добијат гласовите на македонските гласачи, СДС нема зошто да се плаши од нови избори, вели Теодора Трајчевска. Елена Трајановска, Бел Бумбар, тема 1, единствен излез од кризата. Маја Кипроска, тема 1, Бел Бумбар. Продолжувам и со вашите јавувања. Добар ден. Ало, Добар ден, повелете. добар ден. Со кого имам чест? Шабан од Скопје Север. Шабан, повелете. Зашто се одлучивте? Голем бумбар. Зашто? За првата тема. За првата, да чуеме. Зошто? Да. Бидејќи ние сега скоро имавме избори. Што барат? Кредибилни беа изборите, признати сите партии. Што бараме се избори имавме пред 4 месеца. Сега треба да формираме влада. Тоа е се? Не знам ја што мисла тој, секој 4 месеци ќе имаме, додека ВМРО не дојде до 61 пратеник. Што ако бидат резултатите исти? Пак поново ќе идеме се дека редовијато не. Ви благодарам, Шабан. Нема потреба. 69 пратеника имаме. 69 пратеника. Тоа ти е на 700.000 гласачи кои стојат позади. За заедничка Македонија вели на овој начин со нови може да ве прашам нешто. На протести по 100.000 имаме, дека нема 5.000. Што ги лажете народот 250.000 има протестанти. Нема ни 5.000. Господин Шабан, ви благодарам што ни се јавивте. Никого не лажеме, ви благодарам. Никого не лажеме. Еве, од дрон се снимките, значи во моментот можете да видите колку луѓе има. Никого не лажеме, значи за бројките, имате очи сите, самите можете да видите за колку луѓе станува збор, така што секојдневно телевизија Нова ви пренесува во живо ве носи од протестите од секаде каде што се тие низ Македонија и можете да си дадете своја оценка и проценка. За оваа телевизија можам да ви гарантирам дека сите, значи, оние нешта кои што се кажани, ни се поддржани со факти, така што тоа е тоа. Не можеме ништо повеќе од ова да кажеме, освен со снимка да ви покажеме.
она што го зборуваме со снимка да се докаже. Добар ден. Кој ни се јавува Здраво, следен? Дане. Здраво, здраво. Голем поздрав, Голем Славите на поздрав. линија. Повелете. Данче. Двата, мислим, се за бели бумбари, но јас ќе си дадам за првиот, пошто заедничка Македонија, тоа е што нас сите не засега што ќе биде. Добре. Потребни се нови избори, па ќе се види што ќе биде, доста више треба да се прекрати. Какви услови више не ни дадени председателот и премиерот. Значи стварно они имат си нешто, некоја голема мука, па не даваат. За тој нови избори ќе се види, па и да се изгуби, ќе се изгуби правилно, а не тражат, сакат овој, но они беа толку сигурно дека ќе добиеше. Нема. Како е Господ, никој не е правилно. Овај народ, овај златан народ, поздрав до сите, еве што идат и мрзнат и викат и сите што сакамо слобода. Поздрав, Танче, се наубаво, чао. Се најубаво, господја Славица. 19 јавувања за темата 1, од нив 1 црн бумбара, 18 бели и 4 бели бумбари за темата 2 нови инвестиции. Американска компанија ќе отвори 300 работни места. Добар ден. Гледачот ни се исклучи. Фарук Ибраими ни дава за темата 1 голем црн бумбар, Љупчо Иванов бел бумбар за двете теми, Лена Николовска тема 1 бел бумбар, новите избори се неопходни, време е да се реши ситуацијата, СДСМ треба да ги прифати барањата на народот. Бути Голтекс ексклузив тема 1 бел бумбар за нови избори, сакаме нови избори и крај на темата. Зоран Елена Ристови бел бумбар за првата тема, овој парламентарен состав не може самостојно да одлучува бидејќи нема стабилно мнозинство, секогаш ќе биде уценуван. Никола Грозданов тема 1 бел бумбар, СДС знае дека ќе доживее дебакал од македонците на следните избори. Нека не се плашат, нека излезат на нови избори и да видиме кој е кој. Само избори се нови излез од криза. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Повелете, господи Елена. Бумбар за првата тема. За првата и вие? Нови избори е единствен излез од овој Гордиев чвор во Македонија. Само нови избори и што поскоро распишување. За втората тема, секоја пофалба по Македонија, кој ќе ја препознае партијата што работи за Македонија, по делата што ги работи. Значи, по делата ќе се препознае партијата. Со ова завршувам. Кој гради, кој отвара нови работни места, а кој ја руши Македонија и кој разединува. Со тоа ќе се каже све. Ви благодарам, господја Елена. Поздрав до вас. Се најубаво. Останете со нас до крајот. Добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете. Да, се јавувам во врска за првиот предлог. Добро, каков е бумбар? Па, не знам тоа црн или бел, црн е за протестиве, така што... За заедничка Македонија од СДСМ ќе бара нови избори. Ако сте за, тогаш е бел бумбар, во спротивно црн. Па јас сум за СДСМ-та, мислам... Дали... Помаровци го лажат народот, мислам, нема тука на протестиве, гледам, нема ни 15.000 народ. Ја вчера бев на протести. Протестиравте и вие? Па не протестирам, јас ДСД сум, ама идам онака, чисто да излезам на протести. Мислам, и другари мои има од исто од ДСДС, излагаме на протести, онака, ВМРО-вци не ги поддржувам ич. Мислам, баш на протестите нема ни 15.000, ви гарантирам тоа. Тоа е лага чиста. ВМРО-вци да се заштитат од криминал го лажат народот само и тоа со тие протести, со тие платформи, тоа ништо, тоа све е лага. Нема врска. А не разбирам, зошто излегувате на протестите тогаш? Онака да излеземе чисто. Онака ради нарочи, ради така. Добро, ви благодарам. Поздрав до вас, се најубаво. Црн бумбар за протестите, за заедничка Македонија од СДСМ ќе бара нови избори. Го запишуваме и вашиот црн бумбар. Продолжуваме. Добар ден. Ало. Добар ден, повелет. Добар ден. Со кого зборувам? Со Филимена од Кичево. Повелет. Да ве поздрава прво. Благодарам. И да го да бумбарот за првата тема, бел бумбар. Добро. Покрај и втората тема заслужуваат бел бумбар, само може да похвални зборови да кажа, затоа што народот не остана на цедило со таа влада. Имавме надеж некоја, сега сите надеж ни се губит. Само пак се надева дека ќе се избориме. Еве, јас и постара сум, мисла во години.
само пак ќе се бора и ќе излегува секоја вечер заради младите и заради посинатите. Ви благодарам. И фала многу што ме сослушавте. Ви благодарам, поздрав до вас. Го запишавме вашиот бумбар бел по боја за темата 1. Ангеле Богоевски исто така како вас гласа со бел бумбар за тема 1. Илинка Илиевска тема 1 бел бумбар, избори потитно. Драган Даниловски бел бумбар за тема 1. Калин Смокварски тема 2 бел бумбар, намалувањето на стапката на невработеност е важна. Марин Коцев тема 2 бел бумбар, да не беа новите инвестиции и компании кои ги вработија сите невработени, економијата сега ќе ни беше катастрофа и ќе бевме пред распаѓање. Дарка Ангелковска бел бумбар за првиот предлог, само на тој начин ќе се разреши оваа криза и честитки за новите инвестиции. Ана Котевска, комуњарите ќе прават влада кога ќе победат. Бел бумбар за број 1, исто така тема 1 бел бумбар од Љупчо Димовски. Добар ден, кој ни се јавува следен, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Давам бел бумбар за првата тема. Ке ни дадете и ваше видување на нештата? Вака, значи, дај да се обедини македонскиот народ, да се освестиме што се случува. Ние овде треба да продолжиме да живееме, нашите деца, нашите поколенија. Значи, имаме златна и прекрасна држава. Обединете се, македонски народе, освестете се, гледайте што се случува. И вчера Талат Джафери што го направи тоа во центар. Значи, народот беше спремен, жив ке го јадеше со заби, верувајте. Толку провокации не е потребно. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам, се најубаво, запишан ви е бумбарот. 32 бумбара станаа за темата 1, од нив само 2 се црни, 30 се бели, а имаме и 6 јавувања за темата 2, овде имаме само бели бумбари. Добар ден. Ало. Добар Ало. ден, повелете. Добар ден. Со кого имам чест? Гледач од Охрид. Вие сте од Охрид, зашто се одлучивте? За втората тема, бел бумбар. Бел бумбар. Дали имате коментар? Јас имам коментар да ги замолам сите македонци, албанци, власи и срби и сите останати да може да изумам некој да не го оно. Да не се препукува така со грди зборови и неубави работи. Тоа е ни за медиумот добро, ни за народот. Тоа само може да ја влоши ситуацијата уште повеќе. Ќе ги замолам сите да се воздржуваат со некои необјасними прашања. Ве благодарам. Ви благодарам. Темата 2 доби од вас еден бел бумбар, не знам дали е запишан, но ве уверувам дека ќе биде. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Со кого имам чест? Граѓанка од Скопје сум. Добро, зашто? За првата тема, добре, огромен бел бумбар, да бидеме начисто и луѓето немој да дискутираат погрешно. Многу му е жал што некој сака нешто да фабрикува. Таа меѓупотизборна програма, значи после изборите беше, и не треба да се занемари фактот со лага не се иде на власт. Па впрочем со нигде не се иде со лага. Таа изборна програма, таа тиранска платформа беше после избори. Нека става сега на ливчето, нека прочитаат луѓето зашто гласат, па нека си биде окей ако изгласат. Да имаат можност да се изјаснат за тиранската платформа. Да се изјаснат, окей. И нема тука љути. Зошто луѓето вака дискутираат? Сите се прават наудрени дека не разбираат зошто е работава. Им честитам на Организацијата Заедничка Македонија и жал ми е што не можам да присуствувам, пошто чувам дете не баш добро и морам да бидам дома, а да гледам на телевизија. Фала многу што ме слушат. Ви благодарам, поздрав до вас, бумбарот ви е веќе запишан. Гледаме што се случува низ центарот на Скопје. Темата 1 е тоа, за која што денес дискутираме, за Заедничка Македонија ќе побара од партијата СДСМ нови избори. Своите барања веќе ги доставија и до партијата ВМРО ДПМНЕ. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? Со Мусли. Повелете, Мусли. Црн за првата тема, ама за избори ќе почекаме малку. Воредни избори нема да има. Има редовни избори, како што кажа и претходно и во ваш медиум и по други медиуми, пошто воредни избори имавме ние во декембар месец на 11
2016. И сега на секој 5-6 месеца воредни избори. Првин треба да се формира владата, да се постави спикер на 120 пратеника, па тогаш да се прогласат избори локални и можно по неколку месеца или година дена парламентарни избори. Аха, велите за година дена би биле парламентарните избори. Може, си види, Тања, аналистите ги слушавме ни река, ова влада не може оти со 67 пратеника, ако не се предомисли некој во Маровец да помине во владата на Зоран Заев, тоа е друга работа. Ако се предомислат, значи ќе имат мнозинство 81 пратеники, ќе ги решават проблемите на граѓаните на Република Македонија. И затоа една госпожа што се јави и мене, и ја ако така се однесувам на дискусијата тука, треба да ми исклучите, Талја Џафери ќе го изједе. Кој ќе го изједат? Луѓе. Цело време збориме за Зоран Заев, живи луѓе ќе јаде. Па срамота е ова, Тања. Како може ќе го изедат? Па Талја Џафери не е сам, бе, човече Боже. Добро, ви благодарам, господин Муслим. Не благодарам. Ви благодарам. Во интерес на времето мораме да прекинеме. Ве изслушувам секој ден. Бумбарот ви е веќе запишан. Имате малку поинакво видување од 37-те бели бумбари. Добро, запишавме. Добар ден. Малку тонот на телевизорот ќе го намалите и ќе се слушнеме сосема добро потоа. Добар ден. Ако сакате да зборувате во програма. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Црн бумбар за првото. Да чуеме и зошто. Затоа што доста беа 10 години више. Зборувајте. Сега 20 зборуваме. Не, вие сте само во програма, зборувајте, продолжете. Во слушалката и зборувајте. Па заради... ја викам 20. Зборувајте. Ајде, зборувај ти, ја ќе чутам. Нема потреба да молчите, значи имаме малку... Ама 20 сме некако... Не сте 20, господине, ама времето тече. Ќе ве замолам што имате да кажете, и тоа е тоа. Како не сме кога... Добро, ви благодарам. Еден црн бумбар запишавме од вас. Време е да се вклучиме од пред собранието, да видиме што се случува таму за заедничка Македонија, да видиме што имаат да кажат организаторите. Веднаш потоа продолжуваме со вашите јавувања. Почитувани сограѓани, драги браќа и сестри, повторно дојдовме пред Македонското собрание, пред нашето народно собрание, за јасно и гласно да им кажеме дека нема да дозволиме ниту една политичка партија со постизборна измама да дојде на власт. Како што гледате, нашите мирни протести вродија со плод. Успеавме неразумните политичари да ги спречиме во нивните нечестни намери. Немаме председател на собранието и немаме влада скроени по теркот на платформата од Тирана. Нема ниту да ги имаме! Повеќе од 50 дена, мирно и достоинствено баравме од политичарите која создадоа оваа криза, да излезат пред народот и да се откажат од тиранската платформа. Сите ние сакаме оваа криза што поскоро да заврши. Затоа го предлагаме единственото фер и демократско решение.
Бараме предвремени парламентарни избори. Господа политичари, ако не ви е јасно, ќе ви повториме. Тиранската платформа нема да ја има. Предвремени парламентарни избори во Република Македонија ќе има! Вашата желба за коалиција со албанскиот политички блок во случајов има многу висока цена. Зборувате за поддршка од 700.000 гласови, но заборавивте дека ниту еден од нив не беше даден за платформата од Тирана. Тука сме денес, тука ќе бидеме и утре, тука ќе бидеме и во иднина, бидејќи прашањата за името, знамето и химната не смеат да бидат предмет на партиски пазарења. За таквите прашања само народот има право да одлучува, и тоа преку организирање на референдум. Овој народ не е ниту глув, ниту слеп. Нам ни е совршено јасно каква игра играте. Во битката за власт заборавивте на најважните нешта, а тоа се македонскиот народ и македонската држава. Растурањето на државата по секоја цена е нешто што нема да ви го дозволиме. Ова Балкано сценарио, да повториме уште еднаш, нема да ви помине. Револтот кај народот од ден во ден е се поголем. Ова вака не може да оди до недоглед. Постои само еден и единствен мирен начин сите овие илјадници незадоволни граѓани да си заминат од улиците, а тоа е организирање на предвремени парламентарни избори! Покажете дека работите во интерес на народот. Затоа, впрочем, земате плата од нас. На избори се плашат да излезат само оние кои знаат дека ќе изгубат. Ако верувате во својата програма и во своите намери, тогаш нема од што да се плашите. Ставете ја тиранската платформа на честен и транспарентен начин во игра, па да видиме колку од вашите 700.000 гласа ќе ја поддржат. И да не должиме многу, за крај да кажеме уште еднаш, тиранската платформа нема да ја има, нови избори во Република Македонија ќе има. Да живее Република Македонија! Ви благодарам! Пред 30 години вакви голови даваше Панчев, денес него го нема, ама го имаме Мијалковски Дарко. Дарко, фала ти многу! Е сега, умилениот дел од патот на сите, верувам. Лека по лека, према улица. И по нашите собраѓани и браќа и сестри од СДСМ. Ајде!
Донека започна со својата поворка да се упатуваат кон седиштето на СДСМ, каде што ќе ги упатат своите барања за предвремени избори. Што имавте на оваа тема да кажете, што имавте на втората тема да кажете, ќе сумираме веднаш по реклами. И време е да објавиме конечната табела, да видиме што направивте во изминатите 20 на 30 на минути колку што ни стоја на располагање. Темата 2. Нови инвестиции. Американска компанија ќе отвори нови 300 работни места, 6 јавувања и 6 сите бели бумбари. Темата 1 ќе биде настан на денот. За заедничка Македонија од СДСМ ќе побара нови избори. Нови избори граѓаните ќе можат да се изјаснат за тиранската платформа, бидејќи презентирана после изборите не е веродостојно, нели? 51 јавување, од нив 6 црни бумбари, а 45 бели. Сосема доволни ова да биде настан на денот и тоа најпозитивен, или во превод бел бумбар за денес. Ви благодарам за сите ваши јавувања, ве поканувам да останете на фреквенцијата на телевизија Нова, да ги следите нашите информативни изданија. Таму се темите за кои што веќе утре дискутираме и од кои што го бираме новиот настан на денот. Поздрав и се најубаво.